Најавувајќи го првото собрание на учесниците во консолидацијата на земјиштето кој ќе се одржи во Спанчево на 6 декември годинава во рамките на проектот Воведување на национална програма за консолидација на земјиште финансирано од Европската Унија, а спроведуван од ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, тим лидерот Кристина Мити Карсова денеска зборуваше за досегашните искуства, целите и клучните активности. Во своето детално образложување на постапките, таа меѓу другото истакна: целта на овој проект е да помогне во воведување и спроведување на постапката за консолидација на земјоделско земјиште на повеќе локации на територијата на Северна Македонија. Меѓу другите локации, проектот Mainland спроведува постапки за консолидација во Соколарци, Спанчево, во општина Чешиново, Блешево. Самиот проект започна во 2017 година, во март, и до сега активно спроведува постапки за консолидација на повеќе од 9 локации во земјава. Во врска со имплементацијата на самата постапка, постапката е на Министерство, законска постапка на Министерство за земјоделство, регулирана, и истата предвидува едно окрупнување на земјиштето по еден модерен европски терк, каде што самите земјоделци одлучуваат за условите и начинот на консолидација, одлучуваат исто така и за подобрувањата поврзани со земјоделската инфраструктура во самите полиња каде што се окрупнува. Таа се осврна и на главните придобивки за земјоделците како и за руралните заедници. Како главни придобивки од самиот процес на консолидација, можам да ги видите, земјиштето е природен ресурс кој што е основа за земјоделското производство. Во колку подобра состојба е земјоделското земјиште, во толку подобра состојба ќе биде и земјоделското производство кое што се одвива на земјоделското земјиште. Ако парцелите се на еден собственик се мали, расцепкани, со неправилна форма, немаат пристап до инфраструктура, произведувањето на таков вид на парцели оди потешко. Ако парцелите се со правилна форма, со пристап до инфраструктура, релативно големи, самото производство е подобро, употребувањето на механизација е посоодветно, и од тука приносите и конкурентноста на самите производи е поголема. Ова можам да кажам дека е најголемата придобивка од процесот на консолидација. Дополнително, веќе спомнав, земјоделците добиваат покрај окрупнување на парцелите, на нивите, добиваат и подобрување, изградба на земјоделска инфраструктура. Во различни подрачја, различни потреби има за земјоделска инфраструктура, меѓутоа, за видот на земјоделската инфраструктура, меѓутоа, одводни канали, системи за подобрување на системите за наводнување и пристапните патишта се вака трите основни работи во смисла на подобрување на инфраструктурата кои се планираат во рамки на проектот, на секој поединечен проект за консолидација. Посебно важно е да се истакне дека проектот нема за цел прицелно да ги третира земјоделците да се вклучат во консолидацијата, туку на доброволна база, откако ќе се согледаат сите аспекти на неговата оправданост и исчекорот што се прави во поглед на модернизација на земјоделското производство со изградба на соодветна инфраструктура, како што се патишта, каналска мрежа за наводнување, канали за одводнување и слично, а се во функција на зголемено производство, подобар квалитет, поголема конкурентност и помали трошоци.